Вчера имавме еден плоден состанок во Министерството за образование и наука, кај министерот господин Јетон Шакири, заедно сите директори на ученички и студентски домови, и баш беше дискутирано околу тоа дали е цената доволна, односно дали со таа цена се покриваат трошоците. Нормално дека не, во оваа економска криза тоа не е никако изводливо да се покријат. И имаше некои предлози за зголемување на партиципација, па да видиме се со измени на законот кој што треба да стапи на сила, се надеваме за брзо време. Тоа ќе биде законот за млади, кај што ќе бидат опфатени сите други закони, закон за локална самоуправа и уште 2-3 закони други кои што треба да влезат, односно да се спојат во еден закон, така да мислам дека тоа ќе се реши еднаш за секогаш дејноста, односно финансирањето на студентските домови, бидејќи во ваква ситуација не е издржлива со оваа цена. А за колку би пораснала? Ако веќе порасне цената се мисли на цената на државата што ја плаќа, некаде околу 11.000 ќе порасне, ама сега за се уште тоа останува како предлог, бидејќи мислам дека сега се форсира да едноставно студентските домови влезат под Министерство за образование и наука, бидејќи само ние останавме надвор од Министерството, односно владата, и не сме финансирани доволно или 100% за да можеме да ги издржиме сите овие трошоци.